Другари и другарки, како што веќе знаеме, во вторник во 20 часот ќе започне новата сезона на Redcast. Ќе бидеме под голем притисок. Очекувајте жестока борба со сите хейтери, ботови, жолтиот печат, медиумите, олигарсите и дебелогазовците. Очекувајте да бидеме линчувани, шиканирани, напаѓани, блокирани. Но никогаш немојте да заборавите кои сме, од каде сме и зашто сме тука. Другари, ние сме Македонци! Од каде сме? Од Северна! Од каде сме? Од Македонија! Што ќе направиме? Ќе победиме! Ура! 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 Здраво живо народе, поздрав до сите гледачи на Redcast. Дојдовме до последната епизода, 18-та поред од оваа втора сезона. А за крај се разбира како секогаш го чуваме најдоброто. Но пред да го представам гостинот, како што е ред, треба да си го поздравиме нашиот спонзор. Тоа е Клима Лайф, кои решија да го поддржат нашиот подкаст. Значи, дечки, доколку имате потреба од нова клима, обратете се во Клима Лайф на 075-660-092. Тоа може да го видите овде доле што излегува на екраните. Нема да сгрешите, тие се доктори во својата професија и вршат продажба, монтажа и сервис на клими. Летото е веќе тука, па доколку на вашата клима и треба освежување, Клима Лайф е вистинскиот избор. А сега дојде ред да си ја представам и мојата гостинка. Напиша вака. Таа доаѓа од Кавадарци. Мајка е на две прекрасни ќерки, Султана и Емилија. Изгледа предобро, а пее уште подобро. Се носи многу најдобро со годините и секогаш е во тренд со времето и новите музички стилови. Незиното мото е: ако се сака, се може. И верувајте, тоа и го прави, затоа што покрај пеењето таа прави уште безброј работи, а за тоа ќе ни открие и самата таа. Другари и другарки, на мое и ваше огромно задоволство во Redcast ни доаѓа Наташа Малинкова. Сега еден аплауз во позовија. Ќе и монтираме, да. Добре ни дојде во Redcast. Добро ве најдов, ви благодарам многу на поканата. Ова е првенче мое гостинка во подкаст. Да. Да. Ти благодарам што... Крштевање. Да, огнено крштевање и Да. баш одговара Redcast нешто джиш, Да, нешто, да. нели? Жешко ќе Огнено, биде. огнено. Прашањата нема да бидат толку жешки, иако тука маце ни е жешко веќе. Да не речам дека седам и на жешко столче за. Да. Кажи ми, во Кавадарци топло ли е, потопло ли од Скопје? Потопло е, да. Колку Секако степени таму знае да качи во пикот на летото едно? па имало- 45 имало? Да, и многу жешки лета имаше. Додуше тоа беше и на ниво, на централно ниво, мислам на државно ниво, како да кажам, нели, кога имавме пред некоја година прежешко лето, да не речем 50 степени. Али да, пожешко е. Во јавноста си позната како пејачка, Така. но што ние не знаеме за тебе како личност? Можеш ли да се опишеш во една-две реченици каква личност си ти? И негде кај што не си кажала, мислам, вака ексклузивно и кај нас. Така? Да. Не знам што сум кажала, што не сум кажала, меѓутоа кога станува збор за за себе да кажам, многу темпераментна, workaholic, личност која што стварно многу работи. Еден период имаше кога почнав да се сомневам да немам АДХД, почни едно работи, фати и друго, и трето, и четврто. Меѓутоа, да, сакам да сум активна и сум активна во текот на целиот ден и целиот живот. И некако добар организатор сум на времето, па претпоставам и можеби ради тоа добро ги организирам работите и ги завршувам. Да, лојална, доследна и принципијална, со секогаш замислени цели и остварување на истите. Тоа би било тоа. Колку си висока?
Знаат се луѓето. 164, ако... Не сум многу висока. Каква боја на чорапи најмногу сакаш да носиш? Бели. Бели, добро. Друго не те прашувам за долна облека. Мислам да не си помислам. Ако требаш и таму да навлегувам, тоа многу работи треба да кажам за себе. Ете, не приватно тоа. Океј, јас секогаш од моите гости сакам да извадам нешто што не го кажале на друго место. Ајде ќе почнеме вака. Сакам да ми раскажеш за твоето детство, за твоите корени, за мама, за тато, за баба, за дедо. Мислам на кратко се ќе биде ова, значи од каде потекнува твојата фамилија, ти од каква фамилија си, како растеше, какво детство имаше. Значи ова ти се едно 4-5-6 прашања во едно. Да. Имаш 2-3 минути да ги одговориш. Повели. Па моето потекло е углавном од Тиквешијата, значи по татко, баба ми, дедо ми сите се од тој крај. А по мајка сум од Западна Македонија, мајка ми е од од Ресен. И тоа е едно од местенцата или тој дел од Македонија е едно од местата каде што го поминав големиот дел од моето детство, не дека во Кавадарци не, меѓутоа често патувавме нели да си ги видиме баба и дедо. И на Преспанско езеро. Па Преспанско езеро тоа се напамет знам, таму сум порастена реално и дефинитивно бев дете кое што од мала патуваше. Ресени не е така блиску од Кавадарци, значи имаме 1-2 часа пата во тоа време со автобусите, можете да замислите, знаете како беше. Реално е блиску, вака, меѓутоа нашата инфраструктура е катастрофална и мора да кружиш за да се Да, па и во тоа време стари патишти, сето тоа, стари автобуси, баш се сеќавам и на мирисот на тие автобуси, па кога идевме од Ресен па во Отеше, во Преспа, Крани, Претор, тој цел дел со оние автобусите продолжени со дрвени клупи за седење, па ни се лошеше, ни мирисаше на бензин и сите тие работи, тоа нема никогаш да го заборавам. Меѓутоа да, многу патувања и секогаш на кај тој крај. Детството ми беше интересно. Во Кавадарци го завршив и основното. По Кавадарци си од градот, мислам, не си од баш од Строг центар, во Строг центар живеев и едно убаво местоположба на нашиот дом, на нашата куќа, каде што ни беа блиску и плоштадот и центарот и оноа паркчето што го викаме ние полицајското паркче. Тоа е малото паркче, затоа што имаме уште еден многу убав голем парк. Еден од поубавите реално во Македонија, Костурницата, убави споменици и убава историја. Мислам, богата историја, ќе кажам. Тука стадионот е близко, мислам. Така, Тиквеш, стадионот. И тие се некои местенци и релации кои што многу често како дете ги движевме и таму и се дружевме, таму се состанувавме со група наши пријатели и другари, другарки. Кога патував, кога одев на другата страна, нели, кај баба ми и дедо ми во Ресен, таму си имам исто така мои пријатели од детство кои што и до ден денес се знаеме, па вака кога идам на настапи, па годиниве, па кога ќе се видиме, леле колку сме остареле, леле колку сме кој што каде заминал, кој останал и така, али во секој случај интересно. Средно школо после тоа завршив во Битола, учев медицинско, така да пак на кај тој крајете ме влечеше. Медицинско како општа медицинска сестра, да, медицинска сестра, медицинска сестра. Да. По звање. По звање, да. Добро, а факултет? По професија не заврши факултет затоа што баш во тој период кога учев во Битола ми се случи багаж. Тоа беше. Ќе те прашам, немој се да закочам до тука, помина 2-3 минути. Сега сакам да те прашам за твоите родители. Кажи ми, какви беа твоите родители? Дали беа од социјално семејство? Дали беа, да речем, некои работници од фабрики или има некој бизнис? Од тоа време знам дека ви сите по фабрики. Во тоа време, работници во фабрики. Мајка ми е со виша социјална, во тоа време виша социјална факултет, образование, меѓутоа како дошла во Кавадарци, знаете како, и во тоа време, па и до ден денес е така, немате луѓе, немате контакти, многу тешко за вработување. Така да најлесна опција била винарската визба Тиквеш, мислам, кај нас 80% од вработените, од луѓето беа вработени таму, тоа беа Тиквеш и Фени беа најголемите фабрики во тоа време. Сега јас колку сум компетентна да кажам,
кажам, меѓутоа, ето, од сите тие зборувања дома, мислам, муабите што сум ги слушала, татко ми беше вработен како магацинер на готови производи во Фени. Потоа се смени... Значи си дете од работничка фамилија. Точно. Така сум и воспитана, патриархално воспитана, растена со баба и со дедо, моите родители на работа од Сабајле, така да ние бевме Растени на Еварин паштета. Или па, не на па чушки, баш како на ги оние викате. традиционални македонски јадења, да не речам уште од селата кои што се правеле, знаеш, тие домашни и сето тоа. Баба ми и дедо ми сепак се луѓе кои што дошле од село се преселили во нашиот град. Кавадаречко село? Да, Збориме да селото таткото е или ние? Клиново, а и многу познато село е во нашиот крај, кое што се уште живе и функционира. Мислам дека нема куќи и население, меѓутоа има така една црква каде што луѓето си прават, си ја посетува, да, имат некои такви. Знаеш ли да собери. ловиш риба таму на Тиквешко? Не знам, никогаш не научив и покрај тоа што татко ми беше рибар, имавме викендица на Тиквешко на некои 2 часа пат од самото пристаниште, ајде ќе го кажам, од на езерото, каде што се спушташ со кола до таму и од тука до нашата викендица се идеше 2 часа пат со чамец. Со чамец, со ние метални чамци, а татко ми беше бравар и беше, мислам, еден од мајсторите, ајде да кажам, кој што има направено премногу чамци. Тоа езерото, Тиквешко, све тоа што гледате се е од него направено и памтам од дворот како тоа све се чука на сред лето и се прават чамците и ете едно интересно искуство кое што го памтам, како тоа никогаш не знаев како се изработува чамец. Гледаш какви прашања ти поставам, сигурно не се Као окажала фишбол никаде. прво се прави конструкција, па тоа лимот, после интересно, Интересно, да. Ти ми изгледаш на народна жена, вака на природна, на реална, на директна, на искрена. Да, таква се. Што те нервира во Кавадарци? Што би променила? Има ли нешто што те вади од таа? Искрено не сум размислувала. Штом сум го одбрала градот за да останам таму да живеам, да основам семејство и да функционирам се уште, не би менувала. Реално јас и немам време, не сум тип кој што премногу нешто бара влакново јајце, што би рекли. Се прилагодувам, да. Можеби е во ред, а можеби не е во ред тоа што јавно не ги искажувам моите мислења од типот што ми смета, па што е како е и да делам некои правди и слично. Не знам, едноставно си стојам на страна, да, окей, се знае кои треба тие работи да ги направи или тие промени, меѓутоа секогаш би сакала, нели, нормално како и секој еден човек што се сака родното место и градот да се развива во убава современа општина, би сакала, во моментов сме на добар пат, години ве сме на добар пат и реално не би посочила конкретно некој пример за конкретна промена, меѓутоа едно нешто што најмногу ми смета еве сега во моментов одма што ми паѓа на памет е да ја одржуваме здрава и чиста средината. У смисла екологијата, значи да се внимава тие фрлање на ѓубре, тие такви работи малце значи, тука у тој дел би сакала, да, дефинитивно, тие работи би сакала малце да бидат како што треба, не ми се допаѓа тој момент, сега ајде пак ќе кажам, тоа доаѓа од домашно чисто ми воспитување. изгледа како општина Кавадарци. Точно е тоа и сите го имаат тој впечаток, меѓутоа, ајде, јас ќе кажам дека пошто сум постојано таму и се движам низ градот, би сакала да тоа уште да биде уште почисто. Океј, ајде се одиме со твоето музичко прво остварување, преска ги спомна Багаж. Значи, сега не знам дали е тоа твое музичко деби, но ти ќе ме поправиш, можеби предходно си имала некој контакт со музиката, нели? Значи, ќе не подсетиш на првите чекори од твојата музичка кариера. Ти си поврзана со бендот Багаж, меѓутоа како што знам тоа не траеше многу долго, после се случи нешто или направивте огромен хит името твое. Так. Со кој што вие се исфрливте на македонската поп сцена и сите ве дозна. Како ти влезе во Багаж? На кратко. Токму така како што кажа, не беше мое прво музичко искуство, односно името твое е мојата лична карта. Зборуваме за песна авторска која што не одбележа и ме отслика име. Ти го напиша тоа? Не ја напишав јас, музиката беше на Трајко Каров, на Тапанарот, а текстот беше на Бубо Каров.
на песната снимано кај Валентино беше Скендеровски, изведувач, јас бев изведувач. Но како дојдов до тоа да бидам изведувач на багаж, тие имале некоја претходно некаква аудиција, затоа што ја бев во Битола, не бев многу често во Кавадарци, не знам како од некаде ме слушнале. Реално јас пеев од 8 оделение, не знам, од мои 14 години на јавни настапи во низ Кавадарци. На плоштад се организира Гроздобер, јас сум таму. Нешто слично од тој тип, јас сум таму. Пеевме онака, за да бидеме видени, за да бидеме слушнати. И беше многу интересно искуство и беше преголема желба да се пее. Имав уште 3-4 другари и другарки кои што исто во тоа време се занимаваа со пеење и еден од другарите ми спомна дека има еден фестивал за млади аматери, меѓутоа интернационален, дека на него учествуваат од цел Балкан па и од Европа млади артисти кои што сакаат да пеат. Не беше ништо професионално, а меѓутоа се заинтересирав. Стануваше збор за фестивалот Мелфест во Прилеп, меѓутоа јас претходно не сум го следела, а тоа беше фестивал каде што прв пат се појавија Тоше Проески, Маријан Стојановски, Андријана Јаневска. Можеби уште некој, меѓутоа се реално и не се сеќавам. Добро, реално и таа генерација си пеачите. Тука некаде сме, да, па со Тоше и со Маријан, јас пошто учев во Битола, нели, и седев во интернатот, бевме, се зачекавме 2 години таму, да, во походници. Тоше, како мора да не. ни кажеш за Тоше како Да, човек. ово никогаш јавно не сум го зборувала, прв пат го зборувам. Со фала. Маријан и до ден денес сум во добар контакт, односи како ќе се видиме, знаеш, си се подсетуваме на тоа Работи време. во опера, ако не се Да, лажам. таму е сега. Да се вратиме на багаж и Значи, фестивалот беше момент каде што прв пат се појавив, бев на аудиција, бев примена на таа аудиција, а патував со воз од Битола, моите не ни знаеа кај одам и што правам. Значи, тоа беше едно интересно, еден интересен податок, каде што мајка ми поима немаше ја што правам, она ме знае у Битола, а јас од Битола 20 денари возат, пошто немавме пари, и до Прилеп. ти као сестра, Ето, тогаш бев уште мала, 2 година, тек почнавме со пракса. така. И одевме во Прилеп на аудиција, бевме 2 пати на аудиција, не примија, па тука ајде матрици како да најдеме, јас изгубена скроз, не знаев од каде, како, што, па ајде се сноѓавме, некако си помагавме со луѓето и организаторите на фестивалот. И јас следно што беше на мама и реков, мамо, тогаш и тогаш сум на фестивал, ме примија да дојдеш да ме гледаш. Да, буквално така беше мајка ми, на кој фестивал, како, што, дојде. Реално не бев задоволна од настапот, пеев песна од Селин Дион, у тоа време на оние дат малите касетички, ги знаеш. Да. И песната, една матрица пеев, спремав дома, друга матрица ми пуштија таму, немав некој почеток, а песната беше Because You Love Me од Селин Дион. И она почнува, прво е пеењето, па влегува музиката. Да. И ако немав знак каде треба да влезам и да почнам и интонација, тоа беше, мислам, се изгубив скроз. Тотално аут, значи почетокот ми е цел фалш. Еднаш се гледав после многу години, најдовме една снимка. Али ја не бев, ете гледаш како тие години на мои 16 години не сум размислувала така, не сум се разочарала, што е и добро и среќна сум ради тоа, затоа што ако сум се разочарала, можеби немаше да се случи и багаж и сето тоа до Добро, и после тоа што се случи, доживеавте навистина една голема слава за тоа време, затоа што имаше експанзија на македонската популарна музика и вие бевте многу познати. Вашата песна, мислам дека ако не се лажам, се пушташе и на стадиони. Ние бевме дневна доза, да, бевме дневна доза на К15. Буквално 100 беше пати вртевме на ден. Зашто се распадна багаж или едноставно реши ти да си излезеш од тимот? Па види, бендот? од моментот кога после, ајде ќе се надоврзам сега, пак ќе се вратам малце назад, после Мелфест ме поканија да присуствувам на аудиција на багаж. Тетин ми пријател, другар со Трајко, исто музичари, вика, абе имам еден другар, да дојдеш да те слушне, пошто овоа беше јавен настап, го емитуваа на Македонска радио телевизија, Мелфест фестивалот. Така, да, сум слушнал. И таму ме виделе, ме слушнале, демек дојде викне го девојчето, дај да пробаме да видиме што може да направиме, пошто нас секако ни треба вокал. Они тестирале, ајде ќе кажам, неколку девојчиња, не им се допаднале, ја идам на аудиција, баш памтам во едно локално локалче, кафичне, денски во нашиот град. Им пеам, вајда приметија дека нешто има во мојот глас. И од тука стартавме и почна се. За многу кратко време се случи името твое,
отидовме во Скопје кај Валентино, го снимавме синглот и тоа почна да се врти. Договоривме снимање и на еден такав видеоспот, ќе кажам, во тоа време во студиото на да, на сите Томатово. сте таму како Ето така. како убави свежи бои се зелена, жолта. Интересно, нешто да, така и бевме. United ќе Colors of пуштиме Benetton. кадри дури да интервјуто да ја подсетиме публиката. Така. И од таму почна се. Може би ради контактот со Бубо и Трајко како негов брат беше добра промоција да тоа иде во тоа време на К15, а К15 еви до ден денес се докажа дека се докажа, да, мислам дека се незаменливи. незаменливи, точно така и во тоа време пак ќе кажеме нели без интернет и без телефони се И чека тоа не ми кажа колони да... зошто излезе од багаж. А, сега, добро, ја ептам се вратив назад Не, да се значи спојам. само тоа, зашто излезе од багаж? Излегов од багаж затоа што Ти досади, не беше, затоа што имаше поголеми апетити, сакаше додиш сама, да речеме као, ајде, Стинг кога излага од Полис, или како Роби Вилијамс кога излага од Take That. од Take That, така. Да. Излегов од багаж затоа што сакав да се мажам и останав бремена. Ет, ни тоа, ништо од тоа што наброивме. Не, сакав да направам пауза. Направивме еден состанок целиот бенд и ја им кажав за што станува збор. Тоа беше лично моја одлука и на мојот Значи, сегашен ти реално и многу тогашен. млада си забременила. Мислам, мајка си станала. Па да, затоа. Колку имаше? 20 години Керка ми имаше? 20. Како Па повеќе? керка ми има 22, така да. Да, значи жена ми не е единствена и она вика баба ми цело време, бе ти многу мало ми го зема девојчиво, бе викам не е прво пат. Мене до ден денес кога ќе ми кажат не искусна, млада и слично. Ајде, тамаски, може би млада, меѓутоа тамаски. со живци во тоа време. Сега да ми сега ти е речеш, поарно. сега ми е топ. Никогаш не сметав дека ако влезам во брачните води или родам деца, дека не треба да пеам и слично, затоа што имав потполно разбирање и поддршка од мојот партнер до ден денес, затоа може би се уште се бавам и вака функционирам. Фамилијата во која што влегов, ајде, ќе кажам, е музичка фамилија, свекор ми е бивш гитарист од 60-тите и 70-тите, Ани Малинкова ми е золва на мојот сопруг сестра. Ани Малинкова што Да. со Незево манџа, па она ми беше. Така. Ани Малинкова. Така да музичка фамилија и бев потполно разбрана. Само сакав да направам една пауза, меѓутоа ете таа пауза која што јас ја побарав да трае барем година дена додека се средам, додека се се навикнам на новиот живот. Другите не ја издржа и продолжија да работат со друг Да, не се вратија на музичките води. А јас си продолжив со соло кариера. Веднаш после породувањето, после 2 години, јас од 2004 веќе активно до ден денес не сум застанала. Доаѓаме до песната Хеј мама, која доби награда како радиски хит. И Што таа и само значеше, мој. да, што значеше тоа признание за тебе во тој период? За мене е едно од поголемите признанија и така си ги чувам на телевизиската комода дома, кога си ги гледам, буди преубави спомени и чувство на гордост, на заслуга за која што стварно, мислам, тоа се теми за кои што многу вложено е, многу труд, многу време, многу работа и навистина сум многу горда. За мене нема поголемо признание од награда за интерпретација и награда радиски фестивал или од публиката. Ако не се лажам, Наташа беше и пријавена за избор на песна на Евровизија? Да, тоа е 2010 со Грешка. Грешка се издвои во тоа време најмногу од сите песни и од моите авторски, меѓутоа и на самиот фестивал како една од највртените и најслушаните и до ден денес кога бев на нас. Да е грешка. Мора да е грешка, се врти на Да. Добра песна, интересна и ете се уште си ја пеам на настапи, ја знаат и ја пеат. Да, супер.
Колку е тешко да останеш конзистентен и присутен на сцената во ера на брзи музички трендови и социјални медиуми? Збориме за сегашно време, маце да дојдеме до сегашно. Значи, колку е тешко да си доследен на својот стил? Во денешницава каде што знаеме дека има TikTok. Па мислам дека јас сум звезди. единствената која што може да докаже дека може да си доследен. Единствената. Сега да не бидам погрешно сватена, меѓутоа и неколку мои колеги кои што, знаеш како, ако си го држите својот стил и луѓето го препознаваат, и дефинитивно ја не можам ни друго да пеам. Не можам, ја ги следам новите трендови. Сакам музиката да звучи помодерно во аранжманот и студиски, додека се микса, да се вметнуваат модерни елементи и модерен звук да има. Меѓутоа, пеењето мое, јас сум поп вокал пред се. И пеењето мое е тоа. Луѓето ме препознаваат по таквото пеење, по тоа боја, по тој вокал. Компјутерски можеме да направиме се, мислам дека е лесно изводливо и тоа е точно, и да звучите и поразлично и да стилски сепак направив неколку промени. Јас спомнах Хеј мама, само мој, тоа се песни кои што се поразлични од тоа што сум го правила претходно. Дали сонот има крај е песна која што ја пеев на Маквес, па направивме ремикс во, да не речам така, поп хаус верзија. Значи имам и трап, и дабстеп во песните, значи вметнавме, ние многу стилови имаме вметнати. Значи ги следиш музичките трендови. Ги следам, ги сакам, меѓутоа пак гледам да со доза на оноа што сум јас. Пак ќе кажеме, нели, со годините, со зрелоста, со искуството и трендовите, да треба да сте. Мора да си во чекор Убаво со е да си времето. ин, да. Так. А кои музички уметници, домашни или странски, ти имаат инспирирано за твојата пејачка кариера? Има ли некој посебен што можеш да издвоиш? Има многу. Ајде, тројца да речеме. Во времето кога се учев да пеам по Ти дома. сама кажа со Тоше си се дружела 2 години. Да, тоа е, пеевме, мислам, по походници пеевме, посебно тој, ја малку се срамев, али тој пееше многу поеќе. Моите учителки сум го кажала ова реално, Селин Дион, Мараја Кери, Витни Хјустон. Па ти најдобрите ги избра. Па најдобрите. Учам од Од најдобрите. најдобрите се учи, да. Меѓутоа со годините менував многу, имаше период кога слушав многу рок музика. Лед Цепелин ми беа омилени, Дорс. Тоа е, и до ден денес маш ми е рокер и мислам дека и тој ми беше влијание на оваа музика. Ми направи влијание да ги слушам тие песни и низ годините нормално сега, знаете како, на настапи мораш да пееш тоа што публиката сака да слуша. Некојаш реално има песни кои што ми се препеани и издосадени, ајде да не речам, меѓутоа публиката ги сака и ќе ги пееш. Или ќе побараат нешто што не сум го пеела со години, па ќе го извадиш од некој фолдер за тие да бидат среќни, меѓутоа многу стилови. Многу стилови. Кажи ми, како гледаш на денешната македонска музичка сцена и на младиви изведувачи? Дали си отворена, например, доколку некој дојде да ти побара соработка? Би направила ли соработка со некои нови имиња или одиш на сигурно на веќе докажани горе-доле артисти? Сега не зборам најнови, меѓутоа има сепак од пред 5 години артисти кои што излегоа и кои веќе направија некоја кариера. Зависи од тоа што ќе ми биде понудено. Значи, ако темата е добра, ја не бирам дали артистот е популарен или што туку излегол. Веќе направивме една соработка со Александра Јанева. Еуфорија е тема каде што случајно и спонтано се случи тоа. Мојот автор, колега Столе, предлог даде да тоа биде дует со некој од моите колешки или колеги. Беше да е колешка, затоа што темата е таква, немаше простор за машки вокал. Во преговори, низ седенки во студио во Кавадарци сме разговарале многу и со Ѓоко Танески, ние еден колега кој што е и нас фантастичен вокал за мене, фантастичен и наш многу близок пријател и приватно. Мики Секуловски исто така. Баш и деновиве се видовме и многу често доаѓа во студио и работиме. Да, во Звезди Гранда. Да, меѓутоа со Мики се знаеме од многу одамно, од 2015-16, така да ете многу често сме разговарале на темата за дуети. Немам предрасуди кон тоа да пеам со било кој, пак ќе кажам, добра песна е добра песна. Дали сама или... А и сум за дуети, реално. Сум. Што би била Наташа Малинкова ако не беше музиката?
Имаш ли некоја резервна професија? Може би тоа што сум го учила, медицина. Ја сакав многу порано, меѓутоа од кога станав мајка и како созревав низ годините, почнува некако паника да ме фаќа и не можам многу да мислам дека не можам тоа да го работам. Да ставиш инекција на некој, ќе знаеш да го направиш? Да, интравенските ми се фейворит и таму сум многу добра. Гаѓам вена па и со изгледот тенка како конец, да. Каква атрактивна сестра би била, признај, ама ги нема тие капчињата што ги носи. Имам такви. Опремата ми стои. Оке, идеме малце за приватниот живот, баланс. Значи, дали мајчинството на некој начин ја промени твојата перспектива за кариерата и животот воопшто? Кога стана мајка? Да. Секако дека да, секако дека посветеноста кон семејството и децата е една работа. Меѓутоа, знаете како, кога со еден дел од паметот си на едно место, а физички треба да си присутен на друго место, да речеме на настапи, сум ги оставала децата многу малечки, реално не е за фалење, меѓутоа имали и температура, па сум морала да одам на настап. Сите сме го поминале тоа што се бавиме да, со уметност, тотално се разбирам, ама тука се нели родителите, мислам. Секако дека сум имала потполна поддршка, да, од сите, затоа и тоа можеби поминало така, се во најдобар ред, за да се уште останам и работам мислам професија која што ја сакам од мали носи, од секогаш. Како изгледа еден твој обичен ден кога не си на сцена, кога не си на некој ноќен настап, кога не си во студио да снимаш песна, што правиш вака? Мислам дека тогаш имам најмногу работам и обврски. Тогаш некако сите обврски си ги трупам за да ги завршам, затоа што кога имам настап, така ме подослободуваат, ме викаат ме као оди одмори сега, имаш вечер настап. А и тебе ти е задоволствени, ти причинувам се, нормално има стрес мал секогаш кој имаш настап. Секако да, обврска е нормално патување по патишта, не знаеш што ќе те пречека и слично, меѓутоа сепак е задоволството и љубовта се над се и нема тежи на работата кога ја работиш со љубов, со страст и ја сакаш. И што беше друго, не се избегав можеби од прашањето. Не, тоа е како ти поминува твојот обичен ден. Денот кажа дека со повеќе околу децата, околу другата работа, приватниот бизнис и нешто прочитав дека имате приватен бизнис со мебел. Тоа го водиш ти или твојот сопруг или заедно? Бизнисот е фамилиарен и бе стар веќе 35 години. И ете така. И зрел. И тука сме постојано мислам со соработата јас и сопругот, меѓутоа пак ќе кажам, знаеме да си се замениме кога ја имаме некои обврски, маш ми да остане таму и обратно. А инаку тоа е преку неделата, за викендите дефинитивно сум ослободена од бизнисот. Јас после овој одговор гледам кој ќе барам спонзор за Редкаст. Може. Ќе се договориме. Не, ќе се договориме. Маце се да шалиме. Мада секоја шала има пола вистина, знаеш како е. Ај сега кажи ми вака, кои се работите што си ги научила за себе преку музиката? И позитивните и негативните. Значи, што си извлекла ти преку музиката и едноставно како поучно нешто да не го повторуваш во животот? Зборам, сигурно имало лоши дешавки, така? На некои настапи, но некојаш имало и убави дешавки. Какви поуки си извлекла за да не грешиш во иднина? Трпение, спасение. Имало ли проблеми со газди, неисплаќање? Секогаш има такви работи. На 25 години кариера и работа... Па чекајме утре за 2 недели. Да, имало секакви работи, имало и настапи каде што не се ти е многу, еден или два се ми се чини низ годиниве, каде што и воопшто не сум исплатена за ангажманот. Меѓутоа, знаете како, не знам зошто не сум таков човек па да ми засмета. Да, во моментот можеби сум импулсивна и ќе реагирам, ама тоа си реагирам меѓу мене и колегата, знаеш, во 4 очи, во затворено, да си кажеме што ни лежи на срце. Меѓутоа, утре дента толку правиш муабет и толку, ја тоа него не мислам и знаете како, секогаш си викам еден е Господ, нека гледа и да само да не ми е сруши желбата и мотивацијата за работа ми е најбитно, а не ми ја срушило. Мислам такви моменти. Имало моменти кога и на самите настапи ти приоѓаат луѓе кои што испиле малце повеќе и непристојни муавети, и сето тоа, меѓутоа си научив да бидам многу пострплива, порано бев многу поимпулсивна. Не можев да трпам. Фла?
Или се ќе десува да замине- шľакнеш некој на сцена, трни се. Ми се случи еднаш, ама не беше по моја вина, беше по вина на дечкото кој што поминуваше покрај мене, а тоа беше една бина со вака дури како со патека за одење за движење нанапред по една дискотека и се лево и десно од мене стои обезбедување, меѓутоа дечкото вака пушти рака на кај мене, ме удри од позади и јас само фаќање вака му извртив и тоа беше тоа, мислам нема време за поише да реагирам, али обезбедувањето се збуни си вика што се случува. Не беше ништо страшно, меѓутоа не беше пријатен момент. Не беше пристојно, да. Како реагира твојот сопруг? Имало ли љубоморни моменти? Дека сепак сега да не се лажеме, ти си атрактивна пејачка што изгледа добро, што е реткост на македонската сцена. Добро. Си една од најатрактивните пејачки. Дали некојаш бил љубоморен некој да нешто ете така непристојно ти направи па караници да има дома или имате разбирање? Бидејќи знам дека и он е диџеј, така нешто? Да, на времето бил диџеј по кафичи, па менаџер, како и да е бил активен многу во ноќниот живот. Искрено не сум имала ниту еднаш проблем од тој тип со некој. Так, значи имало Реално разбирање. дури не доаѓал на настапи, мислам не доаѓа на настапи. Не е тип на маж да мора да ја Така одам да таму. лепаче да дојде до тебе и да Никако, седи сега да, да те дошол гледа. од кеф, дошол од онака for fun, за да се забавуваме, Така. да си помине убаво, има пријатели и тој низ цела Македонија, така да си бира, еј таму си да, супер, ај ќе се видам со овој, ќе се видам со оној, ќе ми направи некоја маса, па тука друштво си се забавуваме сите. Не, никогаш не сум имала. Супер, браво, браво. Поздрав Кире. Свака Прекрасна. Тој е вистински маж. Океј, ајде малку да позваруваме за твоите ќерки, уште две прашања имам пред необичните. Леле, па тие необичните какви ќе бидат? Необични. Не се толку страшни. Кои вредности се обидуваш да им ги пренесеш на твоите ќерки преку примерот што го даваш? Преку музиката, преку ете тоа дека си посветен родител, посветена мајка, како што кажа workaholic, значи не застануваш на едно место, ете има ти фамилиарен бизнис. Како се обидуваш да си ги воспиташ децата? Сега добро, они се веќе големки. Едната има 22. Другата 12, они се точно 10 Добро, ајде да години речеме сега разлика, повеќе ќе меѓутоа- влијаш кај И малата. Емилија, мислам, да, беше помалата. Емилија е помалата, да. Како ги воспитуваш преку Дефинитивно најважно од се ми е да бидат воспитани со вистински вредности. Знаеш ли да Значи- бидеш строга, да речеме некојаш да забраниш нешто, да кажеш не ова не може, нема излагање, прво ќе учиш, ќе напишеш домашна, мислам или си од тие лабави Во родители? граници на нормала. Строга, не премногу строга, меѓутоа да се знае до каде се може да се оди, да се знаат одредени принципи кои што сите ги почитуваме дома, тоа е многу битно. Сум ги казнувала некој пат, меѓутоа со благи казнички или со некакви уцени, за да им докажам дека, пак ќе кажам, до каде може да се оди. Значи, реално не може сега цел ден да бидеме излезени, а другото да заостанува, а тоа е приоритет и така. Моите деца се воспитани во една многу убава хармонија во нашиот дом и навистина се многу отворени и воопшто не се срамат, не се плашат, значи разговараме отворено на сите теми, буквално на сите теми. Сега малку повеќе сите тројца влијаеме кон Емилија, кон помалата, затоа што сега она ни е приоритет да Па, сега ќе ја стане испратиме тинејџер, во... да. Сега е тинејџерка, веќе 12 години, почнуваме веќе малку порано овие деца од 10 Да, почнуваат да. пред адолесцентниот период, па се до адолесцентниот, нели, до тие 18 години. Со големата навистина многу убаво поминавме, немавме некои потешкоти, она и до ден денес е многу внимателна и е многу послушна, знае точно што прави, веќе е изградена личност, а изненадена сум и од малата колку е сама по себе автентична личност и колку и она знае некогаш што да каже и како да каже и што да направи и како размислува. Меѓутоа како и да е ќе бидеме тука, нели, родителите за нив до последно и дефинитивно ќе ги оставиме сами да бираат што ќе бидат, со што ќе се занимаваат и ќе бидеме тука во случај да интервенираме да не сгрешат. Така, што е следно од Наташа Малинкова како пејачка, како уметник, како жена? Знам дека од пред известно време си актуелна со нов сингл. Новиот сингл Нема правила, направивме едно интересно видео за кое што
Ќе го пуштиме на крајот, ќе се одјавиме со тоа видео. Да врти по социјалните мрежи и ето може Кој го вака по изработи телевизија. видеото, малку на кратко за тоа? Видеото го работеа SkyEye, Зоран Алексич и неговиот тим. Тоа е мој драг колега уште од соработката со Далеко од тебе. Ете, не ја спомнавме уште една соработка со мој драг колега артист. Една успешна тема. Го направивме видеото, сакавме да е нешто поразлично и интересно, па кога предложија таква варијанта со Artificial, ми дојде доста интересно и примамливо и баш сакав да се видам у Artificial во стрип. И тоа беше тоа. Дадовме зелено светло, го сработивме за многу кратко време и еве очекувам да песната си го заземе своето место по радијата, телевизиите, баш за летниот период, затоа што идеална е, правена е баш за во лето. Летно хитче. Летно хитче баш. Одлично. Одиме сега со необични прашања, ќе те замолам да бидеш брза и експедитивна. Одиме вака. Кое е најчудното место каде што си пеела? Само не да ми кажеш. Во туалет. двор. Во двор. Во тоалет, дома си пеам се, тоа не е, ама ако збориме и со публика, во двор. Во двор. Како реагираш кога некој ќе те замоли, ај запеј нешто сега? Како ти доаѓа? Не ми се, Сакаш или не ми се имаш- пее реално, Не ти да. се На суво не ми се пее баш. Али пеа? Колку пати си добила порака од фан во стилот ти си мојот ангел, ама жена ми не смее да дознае? Многу често добивам такви пораки, меѓутоа не оној вториот дел жена ми не смее да дознае. Наводно сите глумат Верни мажи. Верни мажи, не, баш дека се сами. Ако ќе му изгуглаш низ профилите, ќе ги најдеш што се деца. Со се све. Со се по 3 жени. Ете така. Кога би можела да направиш дует со било кого, жив или починат, кого би одбрала и зошто? Македонец, странец. И ги има многу. Од нашава естрада ќе го спомнам еден и единствен Тоше. Од околу од XU, ајде ќе спомнам Масимо Савич. Ама и тој почина брзо се Да. видиш. Каков глас имаше Да, тоа. мислам дека одлично ќе се совпаѓавме со гласовите. Многу добар глас. Добро, значи Тоше и Масимо Савич. Кој стил на музика потајно слушаш, а никогаш не би признала пред колеги? Освен сега. Па не слушам нешто што не би признала. Рок, по дома рок или радио. Не слушам нешто необично. Да. Керка ми ако ми пуште нешто од тие нивните. Кои се Од нивните? од северните соседи, некои чудни, со чудни текстови, чудни ритмови. Ја ги викам чудни, а окей. уствари тие се моментално мејнстрим. Да. Колку од песните што ги пееш се од срце, а колку се за хонорар? Биди искрена. 50-50. Океј, поштуjem. Дали има песна што не можеш да ја слушаш веќе затоа што си ја испеела 450 пути? Не, Да. Ми плешемо. Така, ама мора да ја пееш Не сите можам скока веќе, на да. таа песна. Не можам. Не те прашав, на свадби пееш или тоа? Секаде, по секакви приватни забави, да па ти кажав и у двор сум пеела. На имиња, на родендени, на свадби. Значи, Знаеш, го не пополнуваме оној блок на забавен дел, забавна музика, обично тоа иде така. после вечерата, знаеш, и после мене продолжува или диџеј или други колеги. Или орцето па. Се Или враќа. орцето се враќа, да, баш. За кумот е тогаш. Тогаш е прасето за кумот. Кога не ти е денот, дали пееш нешто тажно или се дереш со, да речеме, ја излези Ѓурѓио? Пеам тажно. Тажно пееш. Во си принцип емотивна сум се. многу емотивна, да. И пеам и секогаш слушам такви песни, онака кога не ми е денот или кога врне дожд, не обожавам многу врнежи и знам да си пуштам такво музиче. И Нора Джонс. Раджонс, да. Супер. Каква песна би посветила на Македонија? Нежна балада или бунтовен рок? Бунтовен рок. Во моментов. Ние онака сме постојано во осцилации. Да. Море не сме Добро во би осцилации. било, да. Вакви сме. Треба народов малце. Не, дека ни се случуваат Тоа да. Ми Моменти. се случува. импулсивни. Кој колега пејач, Шокови. кој колега пејач има најголема енергија според тебе на сцената, ама и најмала интонација или најлоша интонација? За жал ќе го спомнам, веќе не е меѓу нас. Владче. Знаеш дека точно го погоди? Не знам, некако така ми дојде од прва, али си го Ето, Сакав, директен да. човек, искрен. Океј,
Си флертувала ли некогаш преку песна на сцена? Секогаш. Со сите песни и со сите луѓе. Македонците ги сакаат повеќе баладите или веселите песни? Кога пеам весели песни, реагираат одлично, а кога ги пеам баладите, реагираат уште подобро и уживаат и сите во еден глас кога ги пееме. Тоа е еден магичен момент кој што секогаш уживам да го кажам. Меѓутоа, како ќе испеам 3, 4, 5, можеби така ќе си ги врзам, што си одговараат, после па иде момент, ај нешто побрзо. Така да, и тоа, и тоа. Океј. А според тебе се станува ли пејач денес преку TikTok? Може да се стане, меѓутоа не знам дали баш Ќе трае. Да, и дали баш пејач. Instant- Би бил instant пејач, пејач, да. не би бил пејач. Кој има повеќе стил, пејачките според тебе или пејачите? Јас мислам дека и немаме нешто многу пејачи. Повеќе сме пејачки. Значи, ти Процентуално феминистички стварно нос. немаме. Реално немаме. Добро. Сега ако збориме од забавната сцена, од народната има повеќе. Добро. И за крај, да мораш сега, веднаш, да отпееш нешто што ти е на срце, што би било? Make you feel my love. Адел. Супер. Тоа беше се, мислам дека бевме брзи, мислам дека исцрпно интервју направивме. Има ли нешто што сакаш да додадеш пред да ти го дадам нашиот поклон скромен? Не, едва и чекам да го видам Толку поклонот. значаен. Ми Еве, спомна од преска, ама еве сакам да го видам. поклончето. Многу Тоа е- сакам изненадување и поклони. Ова ќе Ти служи благодарам. за витрина. Можеш да го покажеш на камерата, тоа е... Ако е со принт, Да, би од било Рекас. идеално. Да, Браво. ќе Си ти чувам остане. овакви чашки, имам многу по дома. Некојаш се поубави и од самите награди, признај. Да, топ. Благодарам. Секогаш за крај одиме со порака од гостинот до гледачите. Обрати се таму на таа камера, да им посакаш нешто или да пратиш некоја порака која што мислиш дека треба да ја слушнат нашите гледачи. Па не би сакала нешто многу да филозофирам. Едноставно ќе им кажам на луѓето да бидат своји, да бидат посебни, затоа што така си се убави, кога си се своји, а тоа е посебни. И да никогаш да не се откажуваат, да бидат трпеливи и вредни, да работат и да така ќе си ги остварат своите цели. Пред се да бидат позитивни. Ти благодарам што Добро, дојде во Мемет. Редкаст, се надевам дека добро се чувствуваше. Да, Мислам убаво, дека преубаво. прашањава не беа нешто многу Одлично напорни. беше. Одлично Извадивме, беше. мислам, од тебе доста, нешто што и не си го кажала Така. во другите интервјуа. Те држам за збор дека во трета сезона Се гледаме, ќе направиме уште едно интервју во нашето најново студио и таму веќе ќе имаме можности да си попееме и да си Секако. посвириме. Едва и се чекам, тоа. да. Ти посакувам успешно лето, многу успешни настапи, успешни синглови и албуми, како што е ова сега што ќе го пуштиме, со кој што ќе се Така. одјавиме. Како се вика песната? Нема правила. Нема правила. Во љубовта нема правила. Да, а и во животот нема правила. Нема правила. Ти посакувам здравје, многу успех и да се видиме од септември па натаму во Ви благодарам. ново руво на Редкаст. А вие, драги гледачи, останете добри, ви посакувам се најдобро, ви посакувам едно топло, едно незаборавно лето, чувајте се, одморете се, а од септември се гледаме со нови содржини во третата сезона на Редкаст. Поздрав од мене. Чао, чао. Знај, мојта љубов е само бол, што го чувствувам секој ден.